Скандалозното однесување на кандидатот за градоначалник на Брвеница од Вреди, кој повикуваше на етничко гласање за ова место да стане албанска општина, стигна и до ушите на меѓународната заедница. Според премиерот и председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, од ваквата реторика биле изненадени и влијателни представници, кои на овој случај гледале со неверување дека некој во 21 век може да користи ваков речник. Хаким Рамадани не наштетува само на односите во самата општина, туку и на сите кандидати од истата таа коалиција на која тој и припаѓа. Мицкоски рече дека откако Рамадани ќе ги изгуби изборите, ќе биде разрешен од позицијата која ја извршува во овој момент директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа. Секој оној кој што зборува за поделби, посебно етнички поделби, не само што не е добреден мој соговорник, туку тој не му мисли добро ниту на македонецот, ниту на албанецот, ниту на сите други останати делови народи кои што се наши сограѓани во нашата преубава земјичка татковина Македонија. Јас сум убеден дека тоа ќе биде препознаено овде во Брвеница и масовно ќе биде отфрлено од жителите на општина Брвеница, бидејќи тие знаат да препознаат квалитет. Интересно е тоа што калкулациите на двете албански партии доаѓаат во време кога тие не штедат зборови во партиските соопштенија. Вреди ја нарекува ДУИ криминална партија, додека за интегративците коалицијата Вреди нема легитимитет да ги представува албанците. Скандалозно беше и однесувањето на Билал Касами, кој повика на поддршка за кандидатот на ДУИ во Кичево Фатмир Дехари, а не за кандидатот на ВМРО ДПМН Александар Јовановски. Токму Дехари влезе во кампањата под тежина на сериозни обвинувања. Во јавноста се појавија аудиоснимки, за кои се тврди дека го прикажуваат како сексуално малтретира и понижува вработени жени во општината. Мицкоски ги повика кичевчани да размислат дали ќе го поддржат човекот кој ги уценувал нивните ќерки и внуки и дали е тој достоинствен кандидат за иден градоначалник на Кичево. Јас ги повикувам албанците кои што се во Кичево, но и кичевчани, кои што ќе слушаат оваа изјава, да размислат. После се тоа што го слушнавме, за човекот кој што ги оценува нивните внуки и нивните ќерки, дали треба да го дадат гласот за него. И дали е тој достоинствен кандидат за иден градоначалник на Кичево. И жалам што здруженијата на мајки и женските здруженија кај албанките не излегува со осуда и со згрозување да го коментираат тоа кој што го слуша за овој кандидат и кој што се обидува сега да биде повторно градоначалник за Кичево. Во Кичево Јовановски освои 44,5% од гласовите, Дехари 21,28%, Фатмир Лимани од Вреди 15,86%. Дури да се спојат албанските гласови, Јовановски би имал повеќе. Во Брвеница пак Рамадани во првиот круг освои 2021 глас, а кандидатот на ДУИ Пајазити 1147. Илиевскиот ВМРО ДПМН освои 3388. Кандидатот на ВМРО ДПМН е во предност по број на освоени гласови и пред двајцата од албанската заедница заедно.